Здраво, другарчиња! Ова е преновогодишната емисија на Детско каче. И токму затоа ова е нашето празнично издание. На почеткот ќе се запознаеме со божигните традиции низ светот. Како се празнува и кои легенди се уште живеат низ земјите. Божик низ светот. Од памтивек милиони луѓе ширум светот го одбележуваат Божик. Корените на овој обичај се губат во длабоката древност. Секоја земја има своја специфична традиција, помеѓу која деновиве се промовираат и повеќе општи символи на празникот. Например, во Грција се почитува Свети Никола како заштитник на морнарите. Легендите го опишуваат како старец со побелена коса, носејќи мокра облека, од чија брада капе морска вода. Неговиот лик е прототип на модерниот Дедо Мраз. Во Германија, божикната подготовка започнува уште во ноќта пред 6 декември. Децата ги оставаат чевлите пред вратата, а наутро послушните ги наоѓаат полни со подароци. Германците веруваат дека Христос ги праќа своите ангели да кружат низ земјата во текот на ноќта. Затоа, според традицијата, децата се облекуваат во бело и кружат околу куќите за здравје и среќа. Празнувањата во Италија почнуваат 8 дена пред Божик, но големите подароци ги подаруваат на 6 јануари. На немирните деца им се подарува само парченце јаглен. Во Холандија традицијата ја поврзуваат со Свети Николаус, кој пристигнал на холандските брегови уште во ноември. Во текот на летото тој има шпанска адреса и резиденција во која ги води белешките, кои деца слушаат, а кои не. Кога ќе се наближи Божик и ќе стапне на копно, тој се качува на бел конј и кружи низ градот за радост на малите и големите деца. Во пресрет на Божик, во Финска има необична традиција. Сите од семејството одат на сауна за да седнат чисти на масата. Празничната вечера започнува кога ќе се појави првата ѕвезда на небото. Во многу француски домови се ставаат макети на јасли, кои потсетуваат на раѓањето на Христос. Карактеристичен елемент на празникот е чоколадниот колач, но празничното мени се разликува во различни делови на земјата. Наместо со санка на снегот, австралијците повеќе го слават Божик со костим на плажа. Температурите кај нив ретко паѓаат под 30 степени во тоа време од годината. Дедо Мраз во Австралија задолжително доаѓа со сурфање. За разлика од Австралија, Канада е една од ретките земји каде задолжително се прославува Божик во бело, со многу снег и елени. Мали групи преоблечени луѓе одат по домовите и тропаат со ѕвона. Ги нарекуваат маскирани коледари. Според преданијата, чешкиот Дедо Мраз се спушта од небото на златно јаже, следен од еден ангел и еден ѓавол. На младите девојки во Чешка им ја погодува иднината и на 4 декември ставаат цреша гранче во вода. Ако таа процвета до Божик, следната година ќе најдат сопруг. Во Англија веруваат во традиционалната варијанта на Дедо Мраз, облечен со долга црвена или зелена облека. Додека сите спијат, тој ги обиколува домовите и остава подароци во празните чорапи, закачани околу огништето.
Околу 1 месец пред празникот во Либан се садат семиња од леќа, граф или шито во памук натопен со вода. Ги наводнуваат секој ден, за да може до Божик семето да никне, а стебленцата се користат за декорација на макети на јасли во која се раѓа Исус. Руската трпеза за празникот се состои од 12 јадења, секое едно од символизира еден од светите апостоли. Покрај Дедо Мраз и неговата внука Снежана, друга фигура која ја има во руските домови е и бабушка. Слично на италијанската Бефана, таа одбила да ја следи Витлеемската звезда кога Христос се родил и до денес се бара креветчето. Бабушка се става во секој дом, каде што има деца, мислејќи дека таму е Божиот син. Шпанскиот Божик се вика Навидат. По вечерата на Бадник, шпанците излегуваат на улица да ги наблюдуваат танчерите на специфичен танц наречен хота. Луѓето во Шпанија ги почитуваат кравите. Во Шведска, пред зори, најмалото девојче во семејството облекува бел фустан со црвен појас. На главата става венец со запалени свеќи. Слични поворки со свеќи се организираат во црквите за време на празничната служба. На Божик во Шведска, козата е многу почитувано животно, бидејќи токму таа ги раздавала подароците. На Бадник, некој од семејството се маскира и излегува од подрумите и раздава подароци. Ха-ха-ха-ха-ха. За многу години. Среќен Божиќ. Дедо Мраз има многу голем стомак. Дедо Мраз јади мусака и комат. Сакам и јас едно големо пакетче. Јас сум многу, многу добро дете. Дедо Мраз има бушаби веги. Дедо Мраз сука мустаки бели. Сакам и јас едно големо пакетче. Јас сум многу, многу добро дете. Дедо Мраз има многу голем список на добри и лоши дечиња од запад и од исток. Сакам и јас едно големо пакетче. Јас сум многу, многу добро дете. Сакам и јас едно големо пакетче. Јас ти ветувам сум добро дете. Сите со нетрпение ги чекаме новогодишните и божигните подароци под елката. Затоа, а знаеме кој ги донесува, нели? Добро Дедо Мраз. Затоа ќе слушнеме во приказната за девојчето Ета, која го чекала Дедо Мраз. Нема да заспијам. Веќе 2-3 недели наназад, Ета си ветува. Годинава нема да заспијам.
Ке седам и ке чекам до полноќ. Сакам да видам дали на вистина Дедо Мраз остава подароци поделката во новогодишната ноќ. Нема да издржиш, вели сестра ѝ. Ти си спанка, тоа сите го знаеме. Да, бев спанка, признавам, се брани ета. Но сега сум голема, време е да ја откријам вистината за Дедо Мраз. 8:31 декември. Иако е рано наутро, ета е целосно расонета. Денес на часот по англиски јазик ке играме Таен Дедо Мраз. Им раскажува додека се возат во автомобилот. Потоа ќе одиме на плоштадот да го пречекаме вистинскиот Дедо Мраз. Ќе дојде со хеликоптер. На вистина? Се чуди мајка ѝ. А како знаете дека е вистинскиот? Така рече наставничката, мирно рече ета. И јас си верувам. А потоа си одиме дома. Така нели? Праша татко ѝ. А каде на друго место, тато? Се чудеше ета. Нели треба да го чекам Дедо Мраз? Атинот беше студен. Точно напладне заврна снег. За миг побелеа и улиците и покривите. Во градот настана голем метеж. Автомобилите беа заглавени во долги колони. Сите некаде брзаа, а никој никаде не можеше да стигне. Да имавме санка или скии, побрзо ќе стигнавме дома, рече ета, седејќи на задното седиште. Беше и уморна и гладна, а автомобилот едвај се движеше. Кога пристигнаа дома, веќе беше мрак. Уште колку часа има до новата година? Праша ета. Сега е 19 часот, рече сестра ѝ. Пресметај сама. Ета ги затвори очите и почна да пресметува на прсти. Уште 5, извика победоносно. Уф, тоа не е малку. Ама ке издржам, мора да издржам. Но заморот беше посилен од неа. Како што седеше на троседот, така заспа. Кога ги отвори очите, забележа дека балконската врата е подотворена. Како да слушна звонење на звончиња, но не беше сигурна. Стана и ширум ја отвори балконската врата. Врз наврнатиот снег имаше стапалки. Дали е можно? Прошепоти. Собата беше празна. Само елката светеше, а под неа трепкаа 2 зачудени очи на едно шарено кученце. На главата имаше Дедо Мразовска капа. Си играше со црвената новогодишна лента од кутијата до него. Дали сонувам? Праша ета наглас и се штипна за образите. Како да сум Алиса во земјата на чудата, се зборуваше. Изненадување! Слушна зад себе. Се запали светлото и во еден миг сите беа пред неа со новогодишни капи на главата. Среќна нова година! Викаа во еден глас, ставајки новогодишна капа на главата. За малку го пропушти Дедо Мраз и рече сестра ѝ. Ова го остави поделката, рече покажувајќи кон кученцето кое стоеше исправено. Види, Дедо Мраз оставил и порака. Ова е подарок за целото семејство. Ке поминам пак следната година, за да видам дали убаво ке се грижите за него. Поздравете ја ета, жал ми е да ја разбудам. Ета за прв пат остана без зборови. Кученцето беше нејзина голема желба, која сега и се исполни. Но, кажете сега вие, што да си мисли ета? Постои или не постои Дедо Мраз? Другарчиња, а која песна ја пееме за елката? Елко, елко, порасни уште? Еве како беше. Среде соба високо, елката ни стои и ја красат играчки во илјада бори. Елко, елко, порасни уште 2-3 пени, за да може Дедо Мраз да го ви нареди.
многу лампиони. Елко, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роби да реди. Ципи од бајките милнови се смеат и ви велат весело, сите нека пеат. Елко, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роби да реди. Елко, елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роби да реди. За да може Дедо Мраз да роби да реди. А знаеме ли каде живее Дедо Мраз? Веднаш ќе дознаеме за тоа. Ладната и снежна Лапонија има се што е потребно за да донесе вистинска зимска идила. А затоа најмногу придонесуваат огромните замрзнати арктички тундри, густите шуми и непристапниот брег. Таа е домот на еден од најпознатите ликови во светот – Дедо Мраз. Лапонија е земјата на зимските бајки, земја на авантура и несекојдневна забава. Туристите одат во овој регион за да уживаат во скијање, во неверојатните пејсажи, а сето тоа ги придружува и најпопуларниот дедо на светот, Дедо Мраз. Она што е единствено непознато е точната локација на Лапонија. Само Финска и Шведска имаат право на неа. Меѓутоа, некои луѓе сметаат дека Лапонија се протега на ладни предели, па поради ова нејзиниот животински и растителен свет е специфичен. Лапонците се селат во Норвешка и Русија. Феноменот наречен Дедо Мраз е еден од ретките што обстојува со векови и е проширен во целиот свет. И не само тоа, од година на година овој феномен, односно неговиот главен јунак, станува се попопуларен и поприфатен дури и во најзафарлените делови од светот. Има многу приказни и легенди за тоа кој и од каде доаѓа Дедо Мраз. Секоја нордиска земја тврди дека татковината на Дедо Мраз се наоѓа на нејзините граници. Така, норвежаните се убедени дека Дедо Мраз живее во местото Дробак. Во Данска се вели дека Дедо Мраз живее на Гренланд, во близина на островот Уманак. За русите, официјалниот дом на Дедо Мраз е во местото Велики Устјук. Канадската пошта пак тврди дека адресата на Дедо Мраз е во територија која е под нејзина надлежност, а дека домот има поштенски код хо-хо-хо. Американците заминале најдалеку со приказната, па дури и еден свој град на Алијаска го крстиле Нордпол, со што го потврдиле фактот дека Дедо Мраз живее на Северниот пол. Така, овој град стана туристичка атракција позната како домот на Дедо Мраз. Поштата на САД го користи поштенскиот број на овој град 99705 како свој промотивен поштенски број за Дедо Мраз. Меѓутоа, глобално, најприфатена е теоријата дека Дедо Мраз живее во Лапонија, покрајна на северот од Финска. Финците велат дека е заблуда дека Дедо Мраз живее на Северниот пол, а и сите ние знаеме дека горе, на нулта точка, не живее баш никој. Точно е дека живее во близина на Северниот пол, помалку или повеќе, на оддалеченост од околу 2000 километри, во Лапонија. Станува збор за добро познато село на Дедо Мраз, односно забавен парк во близина на градот Рованиеми,
административниот центар на провинцијата Лапонија, Лапланд. Селото на Дедо Мраз е сместено на самата поларна граница, а финците го нарекуваат врата на Лапонија. Селото, благодарение на позицијата, има многу необични климатски услови и атмосфера која е речиси нереална. Таму сонцето преку зимата не излегува барем еден ден, а преку лето барем еден ден не заоѓа. Поларната ноќ таму трае речиси еден месец, од средината на декември до почетокот на јануари, додека преку лето сонцето не заоѓа од средината на јуни до почетокот на јули. Благодарение на географската позиција, односно близината до северниот пол, освен белите ноќи, таму минимум 200 дена во текот на годината се украсени со мистична игра на светлината, што всушност е феномен на спектар на небесна светлина која трепери во зелени, сини, пурпурни и црвени нијанси. Во дамнешните времиња се верувало, а денес легендата вели дека оваа светлина ја прават лисиците, кои со своите опашки удираат по снегот. Освен светлината и атмосферата што се создава, селото на Дедо Мраз е обколена и со мистични густи шуми, ледена река и позната планина Корватунтури, која со својот изглед потсетува на врв на глава со две уши, со чија помош, според некои легенди, Дедо Мраз може да ги слушне желбите на децата од целиот свет. Таму, во пештерите на Лапонија, длабоко под земјата, според легендите, има и работилници во кои помошниците на Дедо Мраз во текот на целата година прават играчки кои Дедо Мраз ќе ги подели пред Нова година или за Божик како каде. Освен игрите на светлината, белите ноќи и полноќното сонце, тие волшебни северни густи шуми и ушлести планини, Лапонија се карактеризира и со стада ирваси и сури и хаски. Во селото на Дедо Мраз и неговата околина, ирвасите и хаските ја влечат санката на Дедо Мраз, а посетителите уживаат во речиси нереалните гледки. Голема атракција е одењето на работ на арктичкиот круг, односно преминувањето на поларната граница, бидејќи, како што се вели, тогаш преминувале од крајот на светот на неговиот почеток. Самото село е феномен. Изградено е во лапонски етно стил со дрвени кукички. Селото е посебно декорирано со илјадници светкави лампиони, звончиња и други украси кои дополнително придонесуваат за празничното расположение. Во селото има и канцеларија на Дедо Мраз, како и пошта во која стигнуваат илјадници писма на деца од целиот свет. Дедо Мраз во својата канцеларија одговара на овие писма и ги прима посетителите кои можат да му седнат в скут и да му ја шепнат својата новогодишна желба. Želba mi se raja, da ja topram ta mila. Sneguka, 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 na dvor sneg će paja. Jedna želba mi se raja, da ja topram ta mila. Sneguka, 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 da izlezam na dvor jas, da napravam sneško bela, tenđere morkov nos i jete go na jupafe. Na dvor sneg će paja, jedna želba mi se raja, da ja topram ta mila. Sneguka, 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 da izlezam na
снежко бел, тенџере морков нос и ете го најубав надвор снег ќе паѓа, една желба ми се раѓа, да ја допрам таа мила. Снегулка, 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 снегулка. Драги другарчиња, стигнавме до крајот. Ви благодарам многу за вниманието. Имајте среќни новогодишни и божикни празници.